Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Ситуацијата со откупот на грозјето е алармантна. Сезоната на откуп на грозје веќе е во завршна фаза, а повеќе од половина од грозјето се уште не е откупено. Откуп нема, а на неколку места на кои што се откупува, откупната цена е помизерни од 2 до 4 денари. Почитувани, дали ова е решението кое Заев им го понуди на лозарите пред 2 недели? Ова е кантарната белешка, од која се гледа дека сега грозјето се откупува и по 4 денари за килограм. Тоа се пари со кои што не може да се платат ниту работниците, а не нешто да се заработи. Ова е класично подценување на трудот и маката на лозарите. СДСМ, уште во 2016 година, ветуваше дека ќе го реши откупот, а денес, после 4 години власт, не само што не е решено, туку е многу полошо. Лозарите од Тиквешијата се соочуваат со најлошата откупна година во последните декади. Цената која им се нуди за килограм грозје не е доволна ниту да ги покрие основните производствени трошоци. Почитувани, уште во февруари алармирав и посочував дека ќе дојде до проблеми при откупот, затоа што власта ниту се интересира, ниту сака да им помогне на лозарите. Државата преку Министерството за земјоделство не се потруди ниту да најде пласман, напротив, игнорантски се постави кон лозарите. Владата не се ги извршува ниту основните цели и задачи. 4 години СДСМ не се потруди ниту да создавање на мали и средни винарии, ниту пак инвестиции во преработувачки капацитети во Република Македонија. Колку е голема неспособноста на власта говори фактот што во светот моментално илјадници луѓе гладуваат, а во Македонија имаме проблеми со откуп на храната. Апсурд и доказ за ноторна неспособност. Тоа е така затоа што на власта е поважен бизнис интересот на семејството на власта отколку народот. Ова мора да запре. Решение мора да се најде. Лозарите не смеат да патат. Ви благодарам на вниманието.